Вести во 18 часот. Добар ден, во нив ќе гледате. Прогласена епидемија во Гостивар. Над 300 лица со стомачни тегоби побарале лекарска помош за 24 часа. Центарот за јавно здравје Тетово, Оделение за епидемиологија Гостивар, пријавува епидемија на нивото на подрачје на општина Гостивар. Извештајот за владење на правото и денеска ја бранува јавноста. Генерално секоја состојбите во правосудството биле нотирани дека се лоши и незадоволителни за Македонија. Власта и опозицијата со меѓусебни обвинувања. Производителите, дистрибутерите и владата утре седнуваат на иста маса. Ке се анализираат цените на храната. И официјално по Пладнево е прогласена епидемија во Гостивар. Одлуката доаѓа по се зачестениот број на лица кои побарале лекарска помош во Гостиварската болница. Од Институтот за јавно здравје препорачуваат водата да не се користи, дури ниту по превривање. Додека од владата брифираат дека донесена е одлука за обезбедување на 50.000 литри вода дневно за гостиварчани. Ситуацијата следи Дејан Трајковски. Во Гостивар се прогласува епидемија од гастроентеритис. Епидемиолозите по бројот на заразени и епидемиолошката анкета утврдија надминување на прагот за прогласување. Се чекаат резултатите од Копрокултура и од Институтот за јавно здравје за утврдување на причинителот за труењето. Бранот на заразата и натаму не стивнува. Приемните оделенија на инфективна и педиатрија и натаму се полнат. Во изминатово деноноќие помош побарале над 300 пациенти, повеќе од 100 се деца. Хоспитализирани се тројца возрастни, останатите се со полесна клиничка слика. Епидемиолошката состојба се очекува да донесе до подобра координација на терен, а што се однесува до мерките, надлежните уверуваат дека се спроведуваат. Поради зголемениот број на заболени со гастроентеритис и надминување на лимитот на неделно ниво, Центарот за јавно здравје Тетово, Оделение за епидемиологија Гостивар, пријавува епидемија на нивото на подрачје на општина Гостивар. Симптомите кај пациентите се почнати од 14.7. Бројот на пациенти е во пораст. Ние како епидемиолози, значи ја следиме состојбата, редовно вршиме редовен епидемиолошки, спроведуваме епидемиолошки надзор на оделенијата, даваме насоки, ги анкетираме заболените лица и се уште сме во исчекување на резултатите. Од Институтот за јавно здравје оценуваат дека нема индиција дека гостиварци се заразиле од нешто друго, односно причината е водата, но доктор Драган Кочински вели дека резултатите од мострите од водата и микробиолошките мостри од пациентите ќе бидат готови утре, па тогаш ќе се добијат одговорите, а резултатите ќе завршат и во обвинителството. Досегашните епидемиолошки анкети покажуваат дека нема некоја меѓусебна поврзаност, да речеме, да ако очекуваме нешто како да имало, да речеме, труење на храна во некој ресторан или кафуле или било што, досега таква индиција нема. Она што е заедничко за сите е дека сите користеле храна и во домашни услови и во ресторани, сите користеле вода за пиење, некои користеле и флаширана вода, значи не ни даваат некои индиции во кои што можеме да направиме просторно поврзување на случаите. Тоа треба дополнително да се анализира, доколку и да ги почекаме секако резултатите од микробиолошката анализа и кај пациентите кои што се веќе земени мустри од страна 12 мустри се земени само до сега и од резултатите што ќе бидат од водата за пиење. Забраната за користење на водата останува на сила и не треба да се користи за било каква потреба. Владини извори во меѓувреме брифираат дека донесена е одлука интервентно да се обезбеди денес и во наредните неколку дена по 50.000 литри бесплатна вода за пиење, со цел да се обезбедат основните потреби на населението, додека траат мерките и препораките на институциите кои апелираат да се почитуваат. Состојбата во Гостивар одамна ги исполнуваше условите да биде прогласена епидемија на гастроентеритис, вели во разговор за Канал 5 микробиологот Никола Пановски. Требаше прогласи епидемија негде пред 5 дена. Во мојот стаж, ако сум бил студент од 73-та, 53 години, повеќе услови од сега во наша земја немало. Значи има сите услови за жал да се прогласи епидемија. Ова што се случува е тежок скандал, многу сериозна работа, да во 21. век имаме епидемија во град, поврзана со градскиот водовод.
кога на 17 ноќе отише од Институт за јавно здравје да земаат примероци, било забрането 4 часа чекале. Било забрането да земаат примероци. Што тоа кажува? Мислам, 2 и 2 знаеме да собереме, дека тие во комунале знаеле дека нешто не чини со водата, за да се заштитат себе си, го жртвувале целиот град. Дори пратиле насилници да спречат земање на примероци. Тоа се кажува. Прашањето е зошто тие лица не се уапсени, направиле големо злосторство, зошто тие лица не признале до сега кој тоа им го наредил, па и тој што им го наредил да биде во притвор. Значи, за овој случај, за разлика од ковидот, е многу позначајно да бидат рацете змиени и површините да се дезинфицираат, бидејќи овој пат може да се пренесе феко-орално. Значи, со нечисти раце, после годење на голема нужда, да се нанесат овие бактерии, па и вируси кои долго стојуваат, со сати, па и со денови, и да не се пренесе кај оние што не се заразени. Меѓутоа може, не дај Боже, да водата била контаминирана и со фесес од некои пиле болни од други болести, како што е заразната жолцица, хепатит А. Ако овде инкубацијата 2-3 дена кај овие бактерии и вируси, кај хепатит А е месец дена. Значи, ние кој ќе заврши оваа епидемија, ќе треба да следиме луѓето да не добијат и некоја болест, најчесто вирусна, каде што инкубацијата е 3, 4, па и 5 недели и да имаме уште една епидемија. Бидејќи овде може да е еден причинител, меѓутоа ако е мешање на фекални води, може да бидат и повеќе причинители, бидејќи во фесесот од разни луѓе, илјадници луѓе, може да има различни патогени микроорганизми. Продолжуваат партиските препукувања по извештајот на Европската комисија за владењето на правото. Додека власта тврди дека извештајот е најдобар досега, опозицијата обвинува за политички притисоци врз правосудството. Дел од аналитичарите пак предупредуваат дека без суштински реформи Македонија ќе продолжи да тапка во место. Јана Јосифовска. Сите владеачки елити во изминативе 3 децении имаат повеќе или помалку директна вина за состојбите во правосудството и потребни се корените не само декларативни реформи за независна трета власт, сметаат дел од политичките аналитичари по последниот извештај на Европската комисија за владењето на правото во земјава. Според Благојче Атанасовски, државата ќе продолжи да тапка во место, се додека не се покаже вистинска иницијатива за длабоки промени за право и правда. Фокусот за поголем буџет во правосудството според него не треба да биде само за платите на судиите и обвинителите, туку и за административните работници, кои носат голем дел од товарот за ефикасно спроведување на предметите, а немаат достоинствени плати и кадар. Но генерално секогаш состојбите во правосудството биле нотирани дека се лоши и незадоволителни за Македонија да ги исполни критериумите за членство во самата Европска унија. На политичко дневно ниво и политички фолклор, обвинувањата меѓу власт и опозицијата, кој повеќе направил штета и политизација на правосудните органи, едноставно, за жал, нашите владеачки елити во овие 35 години не сватија дека правосудната власт треба да биде независна и трета власт надвор од законодавната и извршната, и поради тие состојби натрупани во овие 35 години ние добиваме вакви катастрофални извештаи. Не станува збор само на платите на судиите, обвинителите, кои се за македонски услови на вистина високи, но во целиот тој судско-обвинителски систем 80 па и повеќе од 80% од вработените не се суди и обвинители, на вистина работат за ниски, мали плати, би рекол дури ужасни за македонски стандарди. А партиите и денеска продолжија со меѓусебни прозивки за состојбите во правосудството. Откако премиерот Мицкоски вчера извештајот го оцени како најдобар од сите споредено со претходно, кој содржи и пофалби и критики, но беше дециден дека и покрај забелешките, владата нема да даде повеќе пари за судството и обвинителството, се додека не испорачаат резултати. Од СДСМ реагираат дека ваквата изјава е, како што велат, директно политичко влијание врз правосудството, а извештајот на Европската комисија според нив е европска диагноза за заробеното правосудство од власта на ВМРО-ДПМН. Чувствата на премиерот Христијан Мицкоски ги поклопија правото, уставот и правната држава. Најновиот извештај на Европската комисија за владење на правото ја разоткрива
суровата вистина за Македонија под власта на ВМРО-ОКГ. Нема реформи, корупцијата е широко распространета, а судството и обвинителството се изложени на политички притисоци. Судиите да почнат да испорачуваат правда, очекуваат и од партијата на Павле Трајанов. Од Демократскиот сојуз оценуваат дека реформите во правосудниот систем мора да продолжат со засилено темпо, но независноста на судството, како што велат, не смее да биде злоупотребена како заштита од одговорност. Производителите, дистрибутерите и владата утре на иста маса ќе ги анализираат цените на храната, откако инспекцијските контроли покажаа разлики меѓу движењето на набавните и крајните цени. Во меѓувреме собранието треба да гласа за продолжување на кризната состојба со енергенсите, а владата најавува можност за ново намалување на акцизите, доколку има поскапувања на нафтата. Сандра Спасовска. Производителите и дистрибутерите утре со владините представници седнуваат на заедничка маса, ќе разговараат за продажните и набавните цени. Состанокот доаѓа откако двете контроли кои ги направиле пазарните инспектори покажале дека, иако засега цените на храната се стабилни, имало периоди кога цените на рафтовите растеле побрзо од оние по кои се набавувале поради повисоки бруто профитни маржи, а во одреден период, дури и кога набавните цени се намалиле, крајните останале исти. Од Министерството за економија и денеска повторија дека во време на глобална неизвестност очекуваат сите компании да покажат општествена одговорност. На состанокот ќе разговараме околу целиот синџир на набавка, односно за цените од набавка па се до крајната цена. Очекуваме апелот на Министерството за економија да биде слушнат и во иднина да немаме вакви отстапки. Дополнително утре претениците во собранието ќе гласаат за продолжување на кризната состојба до 20 октомври, откако претходно во петокот одлуката помина на владина седница. Целта е доколку има нагли скокови во цените кај нафтините деривати на светските берзи, надлежните да може да интервенираат, а истовремено се гарантира континуиран и непречен проток на енергенси. Премиерот Христијан Мицкоски вчера во изјава за медиумите рече дека цените на дериватите на светските берзи растат и тоа ќе влијае на цената која утре треба да ја соопшти Регулаторната комисија за енергетика. Најави повторно намалување на акцизите, но без при тоа да прецизира кога точно би се донела таквата одлука, зашто и денеска реагираа од опозицијската СДСМ. Од партијата велат наместо конкретни мерки има само најави, а цените веќе се до плафон. Предлагавме намалување на ДДВ за храната, укинување на ДДВ за основните прехранбени производи, намалување на акцизите, замрзнување на маржите, зголемување на минималната плата на 600 евра и системски мерки за заштита на куповната моќ. Сите овие предлози Мицкоски и неговата влада ги одбија. На обвинувањата од СДСМ одговорија од владеачката ВМРО ДПМН, од каде уште еднаш повторија дека Македонија е земја со најниски цени на горивата во регионот, а СДСМ велат не може да се помири со успешните политики на владата, кои инфлацијата ја доведа до 3,4%. 2 години поред викаат дека државата е во финансиски колапс и само што не банкротирала, но еве 2 години поред владата предводена од ВМРО ДПМН покажува како се консолидира економијата со континуиран раст на БДП од 3 или над 3%. Стои во реакцијата на ВМРО ДПМН. По 3 тешки кражби дневно биле пријавувани во Скопје и околината само во текот на минатиот месец, покажува статистиката на МВР. Оттаму апелираат пред заминување на одмор добро да се обезбедат домовите, да не се остава впечаток дека никој не престојува во нив и да не се објавуваат премногу фотографии и видеа од патувањето во реално време на социјалните мрежи. Летните одмори се можност за релаксација, но и шанса за кратците. Додека граѓаните ги полнат туристичките центри, криминалците ги демнат празните домови. Само во текот на јуни годинава се регистрирани 91 кражба и тешка кражба во станови, куќи и викенд куќи, покажуваат податоците на Министерството за внатрешни работи. Најголем дел од нив се тешки кражби во куќи, дури 59 случаи, додека во становите се евидентирани 17 тешки кражби.
Регистрирани се и кражби во викенд куќи кои во летниот период остануваат без надзор со денови или недели. Со почетокот на сезоната на годишните одмори, полицијата повторно предупредува дека празните домови се најлесната цел за кратците. Токму затоа и ова лето МВР спроведува превентивна кампања низ државава, со која апелираат граѓаните пред да заминат на одмор задолжително да ги заклучат влезните врати и прозорците, да не оставаат впечаток дека домот е празен и да избегнуваат во реално време да објавуваат фотографии и видеа од своите патувања на социјалните мрежи. Апелираме до граѓаните пред излегување од домот, особено пред одење на годишен одмор, да ги затворат прозорците и влезните врати од домот, да не објавуваат фотографии на социјалните медиуми додека се надвор од домот, бидејќи со тоа даваат информација дека не се дома. Исто така апелираме да не се оставаат автомобилите отклучени со вклучен клима уред додека одите до блискиот маркет. Иако од МВР наведуваат дека на подолг рок бројот на вакви кривични дела бележи тренд на намалување благодарение на превентивните активности, статистиката покажува дека провалните кражби и натаму представуваат сериозен безбедносен проблем, особено во периодот кога голем број семејства ги напуштаат своите домови поради летните одмори. Според годишната анализа на МВР, куќите и становите и понатаму се меѓу најчестите мети на кратците. Двете најголеми социјални мрежи Facebook и Instagram во текот на денот се соочуваа со голем глобален прекин во работата, оставајќи милиони корисници ширум светот, вклучително и во Македонија, без пристап до своите кориснички сметки. Дефектот најсилно ги погоди десктоп верзиите, а при обид за најава или освежување на страницата, корисниците се соочуваат со бел екран и официјално системско известување дека налогот е привремено недостапен. По пресрет на бербата, дел од лозарите велат дека се уште се во неизвестност за откупните цени. Иако Министерството ги објави пресметките, според нив клучните дилеми остануваат. Дали винариите ќе го преземат целиот род и дали ќе се почитуваат договорените цени. Игор Манасиевски. На непол месец пред почетокот на бербите на винското грозје, лозарите се уште во голема неизвестност. Новиот министер за земјоделство Серафимовски ги објави пресметките за тоа колкави треба да бидат откупните цени годинава, кои во однос на ланските се за половина денар повисоки за вранецот, како најзастапена црна сорта, и 1 денар повисоко за смедеревката, како најзастапена бела сорта на грозје. Сепак лозарите укажуваат дека нема одговор на најзначајните прашања: дали и колку ќе се откупува црно грозје, бидејќи винариите се изјасниле дека имале вишок од лани и дека не се трошело црно вино како порано, и дали инспекторатот годинава ќе најде начин да ги контролира откупувачите да се почитува таа договорена цена. Ние како Национална земјоделска мрежа излеговме и кажавме дека апсолутно е неприфатлива за нас оваа производна цена. Од причини што доволно да спомнеме само фактот дека имаме оваа година енормно зголемување на трошоците, да речеме за гориво 50%, ѓубријата ни се зголемени 50%, така да тоа е една апсурдна бројка, што во однос на минатата година ние фактички имаме иста производна цена. Меѓутоа, реалноста е сосема друга. Апсолутно неприфатлива. За да се надмине кризата годинава и да се откупи целото грозје од лозарите, се бара државата да помогне и да ги отвори границите за извоз на винско грозје во соседството, каде откупните цени се реални и се движат од евро до евро и пол, и каде нашето грозје, кое има квалитет и свој бренд, е барано и ценето. Наша иницијатива и барање е да се максимално либерализира извозот, да се отворат границите, затоа што ние сме сведоци дека околу нас цените се движат од 60 денари, зборуваме македонски денари, па нагоре. Хрватска, знаеме дека беше дури и повисока цена, негде околу 90 македонски денари, така да и како се бара винското грозје, тоа дека грозјето имаме вишок во соседството, не е точно. Тоа е една дезинформација и една кампања од страна на винарските визби што апсолутно не кореспондира со реалноста. Долгорочно за надминување на проблемите земјоделците барат да се смени законот за вино, односно да се донесе пореална методологија за да нема толкава разлика во пресметките колкава е реалната производна цена на грозјето. Исто така, за земја која има толку голем производен потенцијал на грозје, мора да се почне со изградба на една дестилерија која одамна се ветува, преку која сите години кога ќе има вишоци, лесно ќе се откупат и преработат во алкохол, со што државата ќе помогне лозарството да биде целосно и да не мора тиквешијата на есен да мириса на казани кои ќе варат ракија во неможност да го продадат грозјето.
Ги гледавте вестите, се гледаме во вечерните. Имајте убава вечер.